Поранешниот директор на ова јавно предпријатие, Пецо Димовски, го остави предпријатието во огромни финансиски загуби, без дуќаните од кои се остваруваше приход, државата без платено ДДВ, вработените без исплатени К-15 и јубилејни награди. Од локалната самоуправа добиле 4 милиони денари финансиска помош, а не ги исплатиле обврските спрема добувачите, кои изнесуваат 2,5 милиони денари. Ова како товар останува на сегашното раководство. Одземен ни е исто така сточниот пазар без надомест, за кој што беше подигнат кредит, се извинувам, од 4 милиони денари и други трошоци за негова изградба. Исто така е одземен и просторот за продажба на камиони, што беше голем извор на приходи во ЈКП Пазари. 4 пати беше препокриван пазарот и на крај го оставија недопокриен. Таквото безредие и незаконско менаџирање со предпријатието и општинскиот имот се провлекуваше со години и остана слика за безредието на ВМРО ДПМН, со кој што сега се занимаваат надлежните институции. Наспроти сето ова, како нова локална гарнитура на ЈКП Пазари, работиме одговорно и домаќински во интерес на предпријатието и интересите на граѓаните. Ако го погледнете табеларниот преглед на расходите, ќе видите дека сите трошоци се намалени во однос на истиот период за 2017 година. Пример, подреден број 9 од табеларниот преглед, петете трошоците и телефоните, за жал се поголеми од минатата година поради штетно склучениот договор во 11 месец 2017 година од екс-директорот Пецо Димовски, што мора да го плаќаме до истекот на договорот. Платата и надоместоците од плата за оваа година изнесуваат 2.370.359 денари за 27 вработени, а 2.168.532 денари за 2017 за 24 вработени, кои до крајот на 2017 се 26. Подреден број 25 од кварталниот извештај за расходите интелектуални услуги, кои се по договор од 2017 година склучен од претходниот директор со важност до 15.5.2017 година, зашто 2018 година, зашто добивме покасно и каматна листа на износ од 34.000 денари. Одгоре изнесеното, произлегува дека за овој период ЈКП Пазари од сопствени приходи и прикажани расходи има реален негативен резултат од 747.610 денари. А за овој период лани загубата е 676.029 денари без субвенциите како приход. Сметаме дека не треба да е човек економски експерт да ги разбери овие податоци. Морам да нагласам дека овие податоци се пресметковна категорија добивка или загуба. За овој изминат период од владењето на ВМРО ДПМН сите вработувања се партиски, но ниту еден од нив досега не е избркан, така што не држи место инсинуацијата на оваа партија дека СДСМ парите ќе ги чува за вработување на партиски кадри, изјави Ќосовска.